Добар ден и од мене. Започува на новото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска имаме една мощна интересна тема. Ќе зборуваме за растот и развојот кај децата во првата година. Тоа е периодот кога родителите имаат најмногу прашања и дилеми. Денешна гостинка во студиото ни е професор доктор Елизабета Зисовска, специјалист педијатар од клиниката за гинекологија и акушерство, оделот за неонатологија. Добре ни дојдовте. Добар ден вам и на сите гледачи. Ви благодарам на поканата. Ова е навистина секогаш актуелна тема, затоа што секогаш има нови и нови родители. Така, и постојано зборуваме раст и развој. Раст и развој, но има дистинкција помеѓу тие два термини. Еве да објасниме што е раст, а што е развој. Под раст се подразбира квалитативно зголемување, значи на некои мерливи параметри, например, раст во тежина, раст во висина, односно должина. Па да објаснам сега што кога мериме должина, кога мериме висина, за да нема бркање на тие термини. Должина мериме кај детето додека е во лежечка положба, значи додека не прооди, ние мериме должина, а додека штом прооди се исправи на нозе, веќе мериме висина. Потоа имаме раст во обемот на главата, раст во обемот на градите, раст на раце, раст на нозе, раст на поткожно масно ткиво. За жал, во последно време се повеќе се зголемува тоа поткожно масно ткиво, бидејќи во денешно време дебелината е поголем проблем отколку подхранетоста. Так. Додека пак развој представува квалитативна промена во кај детето. Потоа се подразбира ментален развој, значи сето она што го осознава, потоа моторен развој, сите негови постигнувања, од држење на вратот, од седење, од проодување, од никнување на забите, и емоционален и социјален развој, кој што меѓу себе се толку испреплетени, затоа се и вели социјалниот и емоционалниот развој се рака под рака. Така. И би почнале со растот. Така, еве да почнеме со растот. Родителите кога ќе го земат бебето в раце, добиваат информација со колкава тежина е родено, колку е долго и слично, и сега слушаат дека бебето е изгубило одредена тежина, се зборува за физиолошко губење на тежина, и сега се прашуваат кога таа тежина треба да се врати. Ајде да објасниме зошто се губи и како се враќа всушност. Так. Јас сега би зборувала во ова емисија за доносените здрави деца, кои што немаат никаква патологија. Во првата недела од животот децата губат до 10% од родилната тежина, значи до 10%. Тоа значи дете од 4 кг до 3 кг и 600 е нормално губење на тежина до крајот на првата недела, додека дете од 2 кг до 200 грама, затоа што за него 400 грама е тешка подхранетост. Тој губиток на телесната тежина се случува заради празнење на цревата од она прва столица што се создава додека уште во матката, потоа измокрување на течностите кои што ги има, значи разработување и функционирање на бубрезите, и таа ткивна течност која има детето ја исцедува преку мокрењето. И таа столица, мајките некогаш ги уплашуваат, и таа е на темно-зелена, густа содржина, и таа се вика мекониум. Тоа е толку обилно, затоа што се празнат цревата комплетно. Во принцип, кога се раѓа новороденото, цревата се стерилни. Не се обложени со оние позитивни бактерии, кои што понатаму ни прават нас имунитет. Населување на позитивните, на добрите бактерии почнува со раѓањето и штом се испразнат цревата. И потоа, после првата недела до крај на втората недела, едно здраво доносено дете треба да се врати на родилната тежина. Точно затоа и првиот месец не може детето да напредни многу, бидејќи ако до крај на втората недела ја враќа родилната тежина, има 2 недели за напредок во тежината. Во принцип, децата напредуваат најмногу првата година, односно првото полугодие од животот, тоа се првите 6 месеци. И тоа напредување е од прилика 600 до 800 грама месечно. Со тоа што првиот месец се дозволува да е негде 400 до 500 грама напредокот, точно заради овај пат во родилната тежина. И затоа и потребите на децата за храна се многу поголеми во првата година, како расти детето. И понатаму во адолесценција, а особено кај возрастните, се намалуваат потребите номерено на килограм телесна тежина. Так. И се смета дека детето најмногу расти и во тежина, и во должина, во тек на првата година и најмногу во тек на првото полугодие. За споредба да биде појасно. На крај на 5-тиот месец, значи некаде меѓу 4 и 6 месеци, детето ја дуплира родилната тежина. На крај на првата година, од прилика тежи 3 пати од родилната тежина. Ние никогаш понатаму во периодот на животот не ја дуплираме ни тежината, нити висината, што би било нешто ненормално, како феномен би било.
и тоа најмногу од оваа висина расти во првите 6 месеци и најмногу накачува тежина во првите 6 месеци. Така, и тука имаат родителите најмногу дилеми, особено мајките кои што ги дојат своите бебиња, дали нивното бебе прима доволно млеко, дали треба да се воведе дохрана. Кои се правилата тука? Има ли некои строги правила кога се воведува дохрана или пак треба интуитивно мајката сама да воведе шишенце плюс? Ако оставиме интуитивно, сите мајки по неколку шишиња дневно би давале, затоа што тој кај мајките вечно е тоа чувство дека детето не јади доволно. Гладно е. Да, и околината. А кога ќе кажете да запиши колку испило млеко или после кога ќе почне до храната после 6-тиот месец да запише што изело за 24 часа, изеле многу повеќе отколку што имаат печаток мајките. Си има правила. Си има правила кои се доволно строги за да знае еден педијатар кога да советува дохрана. Ние секогаш, и тај вечна тема, советуваме доење. И тоа е навистина многу важно. За предностите на мајчино млеко малку една цела емисија, меѓутоа има состојби кај мајката и некогаш состојби кај детето кога тоа не може да се дои и кога треба да се дохранува, па дури и целосно да се храни со вештачко млеко. Тоа се препораките на Светска здравствена организација и УНИЦЕФ и тие се одамна публикувани, базирани се на докази, каде што ги има сите состојби кога е медицински оправдано да се додава вештачко млеко. И тоа вештачко млеко, овие млечни формули кои ги викаат целосно адаптирано, меѓутоа ниедна формула не може да ги содржи антителата кои што ги има мајчиното млеко, а антителата се од се она што мајката преболела во тек на незиниот живот. Значи таа заштита, таа природна вакцина. Дури и FDA, значи Агенцијата за храна и за лекови, веќе го одобри козјото млеко за млечни формули, меѓутоа педијатар треба да постави индикација, односно да ја детектира состојбата кога треба дохрана со вештачко млеко. И таа дохрана претежно е кај деца кои што не смеат да бидат доени, например ако има некои генетски дефекти, или па од друга страна ако мајката прима лекови со кои не смее да дои, затоа што некои лекови многу се излачуваат во млекото и можат да го оштетат и плодот. Меѓутоа тие состојби се медицински состојби, така гласи тоа упатство. Медицински состојби кога е дозволено дохрана. Имам и јас впечаток дека многу лесно одлучуваат да дохрануваат, меѓутоа имаме ние директни и индиректни знаци на добро ухрането дете. Индиректните знаци, тоа секој ден е забележливо и тоа секоја фамилија која што внимава на своето дете, тие индиректни знаци се да биде измочено на секое преповиткување. На некој 3 до 4 сати кога го повиткува, треба да се пелените мочани. Тоа е знак дека детето е доволно хрането, бидејќи детето храната што ја прима во првата година е течност, првите 6 месеци барем. Кога не му недостасува млеко, прво што прави ги задржува течностите. Тоа е природа, тоа е физиологија и тоа не се учи, него едноставно така функционира организмот. Прво ги штеди течностите за да не влези во патологија. Дете кое што во тек на целиот ден нема мочани пелени, тоа е гладно дете. Потоа столицата, ако веќе се испразнила од она прва меконијална столица, таа зелена, и стане златно жолта ради доволно млеко, и после неколку дена или после еден месец почнува да станува но зелена друг тип како жабокречина со меури, пенушаста, киселкаста столица, која и мириса чудно, мајката треба да се обрати до педијатар кој што ќе го измери детето, а мерењето е објективен параметар, ќе го измери и ќе потврди дали треба дохрана или не треба, и ако треба дохрана, кој тип млеко. И овдека морам да спомнам дека кравиото млеко до крај на првата година не смее да се дава. И уште една препорака за сите родители, посебно за модерните мајки, кои во кафето стават обезмастено млеко заради помалку калории, до 5-та година никако на децата да не се дава обезмастено млеко. Така, полномасно млеко. Зошто е тоа важно? Може ли да објасниме? Да, е многу едноставна причината. Мастите учествуваат во градбата на нервното ткиво и во обвиткувањето на нервните влакна со масната материја. И тоа во развојот на нервното ткиво е многу важна маста, особено тие незаситени масни киселини, заради тоа до крај на 5-та година да знаат мајките, ако после првата година нормално е да внесат кравјо млеко или козјо млеко, тоа да биде секогаш полномасно 3,2% до крај на 5-та година. Значи, тоа е една грешка која се случува од некој помодарство за обезмастено млеко. Иако се случува и дури и на новороденчиња после 4-5 месец да им даваат тетрапак млеко кое што е обезмастено.
што е очигледно многу погрешно. Што се однесува до доењето, односно млечната исхрана, дали се препорачува до 6-тиот месец доењето да биде ексклузивно и кога се почува со надохрана? Да, се уште останува препораката на Светска здравствена организација на УНИЦЕФ да биде до 6-ти месец на ексклузивно доење, иако има тие Кохрейнови систематични прегледи каде што има анализа и мета-анализа на сите објавени резултати и докази, вели меѓу 4-тиот и 6-тиот месец, зависно од интензитетот, од брзината на растот на децата, да може да се внеси дополнителна исхрана, така да веќе границата е тука меѓу 4-ти и 6-ти месец, вели нема да се нанеси штета. Меѓутоа останува таа глобална препорака доење до 6-ти месец, доење по барање на детето и после тоа па задолжително внесување на дополнителна исхрана заради зголемените потреби од минерали и витамини. Меѓутоа Европското здружение па за исхрана на децата затоа става еден период кога треба да се внеси дополнителна исхрана меѓу 4-ти и 6-ти месец. Пред да преминеме на развој, само уште би сакала да ве прашам во однос на столиците, бројот на столици кај бебињата, колку е нормално? На почеток се случува многу често да ги празнат цревцата и родителите да бидат исплашени. Или пак да се случи преку ноќ да престанат да ги празнат, па по 4-5 дена да немаат бебињата столица. И тука исто така има бројни дилеми. Дали треба нешто да се преземе или пак да се чека спонтано да се реши проблемот? Да, и тоа е интересно прашање, затоа што нормално родителите се загрижуваат за се. Во првиот месец е нормално од 1 па и до 10 столици, затоа што некои деца имаат многу брз рефлекс на празнење. И обично сметаат, и барем така искуството покажало дека тие деца кои што имаат толку чести столици, никогаш нема да страдаат од дебелина, затоа што си имаат таков рефлекс. Кога се прејадат, имаат повеќе столици дневно. Меѓутоа, ако до 3 дена детето не е исфрлило столица, мора да се помогни или со прочистување со тие чепчиња, или со масажа на стомакот во правец на сказалките на часовникот околу папокот. Некои имаат помрзливи црева. И затоа нема број на столици. Тоа зависи колку има брз рефлекс, колку добро работат цревата и заради тоа овде не би ставиле ние граница, меѓутоа мајките да знаат да не се секираат, но ако 3 дена нема столица, тоа веќе не зборува добро, треба масажа, треба да разработат цревата, но не значи болест. Затоа што и возрастните сите немаат исто празнење. Во овој дел од емисијата би можеле да ги отвориме телефоните 3076-677, доколку имате прашање поврзано конкретно со денешната тема раст и развој кај децата во првата година, слободно можете да се вклучите со ваше прашање. Сега ме интересира мајките кои што не успеале од било која причина да дојат и на бебињата им даваат вештачко млеко, односно адаптирана формула. Дали потешко тие се поврзуваат со своето бебе? Дали емоционалната врска помеѓу нив потешко се воспоставува? Па ова веќе е емоционалниот развој на детето. Овде морам да напоменам нешто, дека дури и мајките кои дојат може да не се поврза со детето доколку не посветат внимание и љубов кон детето за време на доењето. Што се случува? Мајка која дои дава многу квалитетно млеко на детето, меѓутоа кој истовремено си разговара на мобилен телефон и си ги заврши сите тие обврски и не е посветена на доењето, поврзувањето оди исто така потешко, бидејќи поврзувањето не оди со млекото, поврзувањето оди со актот на доење. Истовремено, мајките кои не можат да дојат и морат да додаваат дохрана, таја додаваат со шише, можат да постигнат одлична поврзаност и то исто како од истата причина, и то не е врзано со мајчиното млеко, туку тоа е поврзано со актот, со самиот процес на исхранување, бидејќи самото хранење го поттикнува емоционалниот развој и поврзувањето меѓу мајката и детето. Тоа значи дека кога детето се храни, треба мајката да се посвети на хранењето. Затоа хранење, бидејќи важи и за мајките кои дојат, и за мајките кои дохрануваат, и за мајките кои посвоиле дете, хранењето треба да е чин преку кој се поставува една поврзаност, односно да се гледа детето, да му се зборува, оти дури новороденото прима и дава љубов, прима и дава емоции. И тие треба да му се зборува, треба да му се зборува со нежен глас, но не со извртено зборување, не со испуштање на букви. Треба да се зборува правилно, но гласот да е нежен, на тој начин се оддаваат емоциите. Затоа процесот на поврзување е колку се дава љубов, толку и се прима љубов од децата. Тоа е взаемна интеракција и тоа е еден од стимулите за правилно емоционално и социјално созревање. Веќе спаѓа во доменот на развој на детето. И тука затоа би ги охрабрила мајките кои што од различни причини, или од болест, или од терапија, или едноставно хормонални проблеми, па не можат да дојат,
или кај посвоените деца, да не се оптеретуваат со тоа дали добро ќе се врзат со детето. Поврзувањето со детето значи примање и давање на емоции. Оти децата не се раѓаат нити емоционално зрели, нити социјално зрели, тоа се гради во тек на животот. И тоа поврзување, тоа трае. Дури и деца кои што до 2 години не примале љубов, не можеле да растат во семејство, докај 2 години можат да направат пресврт, еден вид на репарација на емоционалното и социјалното созревање, доколку се пружа таа љубов, внимание. Што е социјалното созревање? Социјалното созревање е интеракција, взаемни односи меѓу детето и околината. Дете кое расти во пријатна средина, многу брзо емоционално и социјално созрева. Така. А што е со развојот на моториката, на сензориката и сето останато? Да. Кои се правилата за правилен развој? Има ли тука насоки кои што треба да бидат следени? Да, работа со детето. Таа работа опфаќа одгледување правилно во врска со моторниот развој, вежбички едноставни, не треба физикална терапија, затоа што тоа се здрави деца кои што природно растат. Растели на нива, растат и во најсовремени семејства и во најразвиени земји, меѓутоа развојот на моториката оди од главата кон нозете. Токму затоа прво почнува да го држи вратот исправен, да ја држи главата цврсто, па зајакнува рбетниот столб кога се формира кривината, затоа што едно новороденче има рамен рбет. Како почнува да се држи исправено, почнува да формира кривини на рбетот. Ние сите знаеме дека правилната кривина на рбетот е во буквата Д или буквата С латиница. Таа се формира во тек на првата година. Со тоа што прво почнува да се развива во грбниот дел, значи почнува да формира малку искривеност, испакнатост и потоа кај делот крсниот, вдлабнувањето и некаде околу 6-тиот месец му зајакнува моториката, движејќи се од главата кон карлицата, почнува да седи меѓу 6 и 7 месец. Меѓу 7 и 9 месец му зајакнува моториката и мускулите на нозете, па почнува со придржување да стои и некаде околу првата година до крај на 18-тиот месец детето проодува. Значи моториката зајакнува од главата кон петите и затоа и некаде во тој период проодува. Се она што е абнормално, например, не може да седи до 1 година, не проодува до 2 години или до после година и пол, тоа не треба да се чека до тогаш. Секој задоцнување во моториката бара консултација со педијатар и невропедијатар да се бара некој проблем кој што колку порано се открие, толку порано се лекува. Раната дијагноза, раната детекција води до рана интервенција и води до насочување во правилен правец на растот и на развојот. Родителите денеска многу анализираат, често се исплашени доколку нивното дете не седи во предвиденото време или пак не проодува. Дали при секоја нивна дилема сепак треба да се консултираат со педијатар? Да, затоа што ако пишува во книгите во 6-тиот месец детето има добра карлична мускулатура и може да седи, тоа не значи дека сите токму на 6-тиот месец можат да седат. Затоа секогаш има варијации плюс и минус. И некои деца моторички побрзо напредуваат, меѓутоа другите домени, например, запчињата па ќе никнат подоцна. Моториката, никнувањето на забите, прозборувањето, тоа се 3 процеси кои никогаш не одат паралелно и по книга. Кога никнуваат забите, малку заостанува со седење со моторика. Кога почнува да проодува, запираат малку забите со развојот или со зборувањето. Кога нагло се пушта да зборува, малку заостанува со некој од овие 3 домени. Затоа не треба да се држат строго 6-ти месец, 9-ти месец, 12-ти месец. И дури во литературата и кога ги учиме и студентите, кажуваме во период од до. Во период од до. Меѓутоа, кога е она горна граница, кога не постигнало некоја целна задача, например да седи или да оди или да зборува, тогаш треба да се побара совет, да се консултира, затоа што ако се чека точно на денот, пример, зап никнува околу 6-тиот месец. Но некој деца и во 3-ти месец никнува зап, првото запче, па потоа после 6 месеци никнуваат наеднаш второ, трето, четврто. Значи не е никогаш на датумот, него тоа е од до.
Мислам дека ова е растеретувачки момент за родителите да знаат дека тоа е период. Детето си има свој индивидуален развој и дека нема потреба секогаш од паника, бидејќи тоа многу често се случува. Па како и ние возрастните, сите се разликуваме, тоа е убавината во животот, што сите сме различни и сите заедно треба да работиме и да соработуваме. Така. Тука некаде би требало да го заокружаме разговорот, има навистина уште многу прашања и подпрашања кои што би можела да ви ги поставам, но се надевам дека во некоја друга пригода ќе бидете повторно наша гостинка и повторно ќе разговараме за нешто што е поврзано со здравјето и со растот и развојот на децата. Апсолутно. Мислам, ова е стварно некој прашање кое сите ги интересира, посебно па и за развојот, кога се многу и родителите загрижени и кога треба точно да знаат и кога да се обратат за совет. Така. Тоа е клучно, како што споменавме, раната интервенција и раната детекција на проблемот. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од 0N+, ви благодарам и вам, почитувани, за вниманието. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.